оние кои што не ја сакаат книжевноста. Во средиштето ја има 18-годишната Јана. Јана треба да тргне сама на енигматично патување во Германија. Татко ја испраќа кај Егон фон Бетихеф, кој треба да ја научи да мечува. Егон е мистериозна личност, но и голем шармер. Јана едноставно не може да одолее, но оваа прекрасна книга не е само за љубовта и за губењето на невиноста. Пред Јана се отвора светот на возрастните, полн со прашања и со спротивности. На рап од големиот историски пресврт на Втората светска војна, Јана ќе доживее индивидуална промена по која нема враќање. Книгата е добитничка на награда за литература на Европската унија 2014 и на АКО 2011, најважната книжевна награда во Холандија. Заедно со нас вечерва и Александар Прокопиев, нашиот промотер на холандска левица. Да го слушнеме и говор. Добро вечер на сите. После овакви неочекувани, убави отварања, човек малку и губи глас, така да сеќавам да има малку да се залавувам и да ја кажам својата приказна. Имено зборувајќи за една добра книга, како што е оваа пред мене, значи Холандска левица на Маријан Пенемор, сме... Yes, I would say everything. Да, пошто сум ова љубезна по природа, тогаш нема да изборувам за тоа на еден начин, на книжевен критичар или теоретичар, иако тоа биде сум способен за такво нешто, туку како читател. Зошто? Што сега ме потикна така да ја согледам оваа книга? Ме потикна овој краток резиме на книгата, што всушност колку да е добар, затоа што ја представува книга на публиката, всушност е многу недоволен и би рекол не соодветствува со оно што е вредност на самата книга, односно со книжевната вредност. Но ние живееме во време на маркетинг и често со 3-4 реченици објаснуваме комплексни дела, а во овој случај навистина се работи за роман кој е многу сложен, освен што е добро напишан и што е напишан од човек кој веројатно и во својот живот имал разни средби и искуства кои ги собрал во своето дело. За да ќе почнеме таа читателска анализа, би рекол дали некој од вас прочитал некоја книга од холандски автор? Кој прочитал може да дигне рака? Меѓу нив, веројатно ја нема да бидам, но еве ќе ја дигнам раката. Затоа што, како што и реков на Валентин, сум прочитал единствен автор, а тоа е Ана Франк и нејзините дневници. Значи, тоа е единствен книжевен автор од една земја, чиј јазик го зборуваат веројатно повеќе од 30 милиони луѓе и кој има голема традиција. И ако помислите кои се големи уметници од една друга сфера ликовна доаѓаат од Холандија, тогаш ќе биде чудно и неправедно зошто таа литература толку малку знаеме, а таа литература е несомнено многу богата. Значи, тука се и Бош, и Рембрандт, и Вермеер, и Ван Гог, и Мондриан, и групата Кобра, сите се холандјани. Како што има тоа сведочи дека доаѓа од една изморедно, богата уметничка средина со јазик кој не е толку мокен како англискиот, францускиот или рускиот, но сето тоа воопшто не спречува за да тој јазик, како и на сите така наречени помали јазици, се составаат многу древни дела. Значи, како што чувме од претходно кажаното, овде се работи за една млада девојка, Јана, која пожелува на својот татко доаѓа да го усоврши својата мечувалска вештина. Но Јана, таткој и мистериозниот љубовник со благородничко презиме не се единствените личности во оваа книга. Во оваа книга има галерија на личности,
секоја разработена со својата приказна, што ова основна приказна ја прави по-богата, ама не само неа, него целата книга ја шири, ја меандрира во приказ на едно време, кое е многу возбудливо. Се случува во Германија, во 1938 година, значи кога Хитлер веќе владее со земјата и ги планира своите освојувања на Европа. Да ги кажеме сега тие ликови кои тука се наоѓаат, значи таа галерија на ликови. Прв е Егон фон Бетихер. Фон Бетихер Егон, еден лик кој, како што вели самата писателка, асоцира во очите на Јана на еден друг голем лик од руската и светска литература на Андрей Болконски од Војна и мир на Толстој. Да видиме зошто. Андрей Болконски, ако сте го читале, сте читале Војна и мир? Колку од вас сте го читале? Читали. Браво! Затоа што значи, во делото Војна и мир се работи исто за еден племеник аристократ, што е ранет во војна и кој, затоа што е ранет, преживува едно свое самоспознание, гледајќи ги руските брези, да не прераскажувам, меѓутоа се работи за еден лик кој навистина на млади читателки, тинејџерки, може да делува како узор на Маша. Но не само на читателите, и читателите кои имаат среќа да го прочитат ова ремек дело на Толстој, веројатно ќе почнат да се идентификуваат со неговата сложена природа која размислува, освен што е убава и за цел носи едно такво искуство. Личноста во овој роман, значи исто така личност со лузни, но не затоа што има лузна на лицето, туку фон Бетихер има лузна во себе, тоа не е едно. Првата светска војна, во која тој бил хусар, значи еден од тие елитни единици, со сета безсмисленост и глупост како и секоја војна, го исполнил овој човек со едно прилично темно искуство, иако е тој учител по мечување. Значи, младата Јана оди таму и сега каде оди во едно место кое се вика Рахен. Дали Рахен постои стварно? Рахен екзистира? Да. Местото е прекрасно опишано, односно куќата и имотот на оваа историја. Со тоа авторката прави една сублимација на големата слика. Затоа што на тој простор имате се, имате куќа, имате тавански простори, имате подруми, имате ангар, амбар, имате двор. Се тоа се случува на неколку, ако сакате, сцени во тој простор. За да се случува на тие сцени потребни се личности. И тие личности се многу интересни. Например, има дуо на слуги. Ханс и Изабела. Тоа се маж и жена кои се слуги. Кога тие би биле обични, како во ова објаснување, тогаш би биле некои слуги кои тука би биле потрчковци, људи на својот Господар и толку. Би биле епизодисти. Не се епизодисти. Затоа што токму преку Ханс е прикажано како нацизмот ги труе луѓето во тогашна Германија. Значи, Ханс не е несимпатичен човек. Напротив, многу е драг, има некои своји карактеристики што го издвојуваат како личност. Дури во однос на својот Господар Егон има еден двојак однос на пријателство и, ајде да кажеме, и служба во неговиот дворец. Но, тој симпатичен Ханс, како што читаме постепено, а Јана доаѓа и со него во контакт, како со сите личности, се повеќе и повеќе станува еден од луѓето кои нацизмот ги заразува.
и неколку ситуации кои се брутални, не по тоа што се случува, затоа што тука нема тепање, нема крв, нема убиства, кога младите нацистички симпатизери доаѓаат во местото Рајково. Туку има една бахатост на луѓе навивачи, кои влегле во приказната за нацизмот и од тоа нашле едно колективно навивачко чувство, како што денес го гледаме при фудбалските навивачи, при политичките подмладоци, значи што ни е познато и на нас од вашиот живот. Тоа писателката го прави со многу субтилни слики, во кои не наметнува свој став, него самите личности, нивните односи ни покажуваат што се. Во целата таа група Јана има, извини што сега само ќе ги кажам, некоите личности. It's very important book. Значи, Флорет има две момчиња близнаци, и благодарам, Зигберт и Фридрих. Значи, Зигберт и Фридрих се момчиња кои вежбаат заедно со Јана. Ова би можело да го наречеме и роман на инициација, затоа што Јана на тој имот доживува себе, го доживува сознанието на светот, го доживува сознанието за претходната војна и уништувачката моќ на злото, на она што е страх пред ведината, на еротското доживување и љубовта. Значи, се е тоа врзано во една нејзина форма на учење. Она го учи животот на тој мал имот. Меѓутоа, на тој мал имот се наоѓаат и овие двајца близнаци. Двајца близнаци кои заедно со неја ме чуваат. Подоброто актерите, затоа што ти многу убаво покажа кои се техниките на мечување. Значи, техниката на мечување, кои сите ние учиме, ако исто техника на нашето снаоѓање во животот, не е трчкарање како клеј. Така, туку е концентрација. Мог да во одреден момент го знаеш вистинскиот потек, концентрирајќи се на тој мал простор, а не трчајќи по овој простор. И овие две млади момчиња тоа го прават. Тие две млади момчиња исто го осознаваат животот заедно со Јана, но она што ја прави писателската постапка сложена и убава, што тие не е исто осознавање на животот. Затоа што се тоа момчиња, девојките побрзо растат, тоа го знаеме ретте, девојките се попаметни од машките. Тоа не го знаеме. Што сите ние го знаеме. Но овие две момчиња во еден нивен заемен однос, односот на нова личност што се правила кај мајката, гледате цела една галерија, што само добар писател може да изведе. Денешните романи, други овие кои добиваат европски награди, се често наративни. Со тоа и ние читателите се навикнуваме на едно линеарно водење на действото. Се случило, таму дошла Јана, ја изгубила невинноста. Врска нема. Се работи за една многу сложена приказна, еден сенс, исклучив за времето. Што е многу интересно, тоа е времето кое е поминато, тоа е времето меѓу двете светски војни. Но, завршувајќи ние оваа книга, ќе се запрашаме дали времето е поминато. Дали може би и ние живееме во некој слично транзиционно време, кога се случуваат слични процеси, кога младите луѓе исто така растат и го осознаваат светот низ грубостите на времето кој се постојано присутни. За да тоа го направи, сега попримам јас ќе говорам многу добро. 15 minutes. Значи, за да тоа го направи, Марента користи една многу интересна постапка. Не само што разкажува, не само што има речи, туку користи и кореспонденција, односно писма. Писма кои ги пишуваат двајцата пријатели, Егон и таткото Жак на Јана. И тоа, тие писма кои се сплетуваат со сите овие настани, полека ја откриваат целата приказна, кога таткото на крај ќе дојде да се земе Јана и да се ја врати назад. Тогаш одеднаш се заклопува се она што значи. Сега нема да ви го прераскажувам, затоа што вие ќе се го почитате, али што значи дилема,
крстопат пред кој сите ние се наоѓаме. Затоа оваа книга, иако напишана од една многу млада и убава жена, сведочи за големо искуство на пишување и читање. Сведочи за човек кој одлично го знае свој занет и што интересно влијае врз читателот, затоа јас изборувам на читателска перспектива неповрзано, влијае врз читателот да од првата до последна страница ја прочита книгата со големо љубовство и после се замисли и се враќа понекогаш да го осветли она што сушност не е осветливо. Затоа што она што го кажува Маренте е дека сите оние личности, невини, победени, поразени, осветници, сите тие се луѓе. И човечката судбина често не зависи само од тие луѓе. Човекот може да биде многу благораден како Егон, па да биде страдален во животот. Или може да биде многу симпатичен и најавен како тој Ханс, па да стане злостен. Иако во оваа книга тој не станува, ама помислуваме дека понатаму тој веројатно ќе се стави шлем без крст и ќе оди да маршира заедно со Хитлеровите. Да завршам. Оваа книга е вредна за почит. Ја пишува автор кој за нас, македонците, доаѓа од една се уште непозната литература, но доаѓа со еден лист. Честитам. Многу беше. Голема благодарност до господинот Прокопиев, како што и тој кажа, всушност сега е време малку да се соживееме со овие убави страници, па затоа ја поканувам Маринта да ни прочита дел од нив. Повелете. You can read, yes. Gisteren een makker uit Koblenz zegt, we krijgen ze nog wel. Hij is een fanatiek hazardspeler, schudt uit de losse pols de risico's van zich af, omdat hij denkt dat er een opbrengst is die hij eens naar zich toe zal schrijven. Maar ik weet niet of ik nog meer vernederingen kan verdragen, om weer naar binnen te worden gezult, de deuren achter me te horen sluiten met het verschrikkelijke knarsen van de grendel. Nee, ik denk dat ik gek zou worden. Ik word kwaadaardiger met de dag. Wat begrijp ik Edmond Dantes? Wraak is de beste levensvervulling van een leven in deze leegte. In de cel waar de dag geen begin heeft en geen einde houd ik mijn hoofd helder, met gedachten aan genoegdoening. Met de vlucht uit Bergen voelde ik slechts de plicht tegenover mijn vaderland. De enige Hollander tegenover wie ik mij verplicht voel is de boer voor wie ik werkte, een goed mens. Hij stelde onze hulp op prijs, het eten dat zijn vrouw ons voorzette was met liefde bereid. Hij snapte niet veel van de situatie, waarom ik niet terug mocht naar de oorlog en dan helemaal niet waarom ik terug wilde. Maar hij is zo'n man die zichzelf toestaat niet alles te snappen. Een echte boer die zich niet verwondert over het leven zoals dat op hem heen ontstaat of eindigt. Ik herinner me de geboorte van het kalf op zijn land een week van mijn verdriet. De moeder bleef doorgaan, alsof er niets aan de hand was. De boer wees op de waterblaas die naar buiten hing en zei, een kleintje moet er nog. En ging door met werken en toen ik een uur later terugkwam stond het kalf daar, 4 poten op de aarde, met wijd opengesperde ogen om zich heen te kijken. De boer was nog steeds aan het werk, de koe herkauwde, onverstoorbaar. Alleen ik en het kalf waren verbaasd over hoe we leven. Toen ik vluchtte voelde ik dat de boer me nakeek. Ik liep achter in het veld met 200 balen stro die nog op de kar moesten worden gelaten. Is dat mijn telefoon? Dat is toch heel... Dat wordt telefoon. Oh, very nice. We're back in the 21st century, people. This is Hans. This is... Okay, we're going back in time now. Again, 1940. Yeah, 1914. Zijn ogen prieten in mijn rug zoals de mijne hadden geblinkt voordat ze dichtvielen. Op die noodlottige augustusdag van 1914. Dit weet ik nog, ik lig in het zand. Koud bloed stroomt over mijn verschroeide gezicht.